Време е за тема на денот со вице-премиерот за политички систем и председател на Социјалистичката партија на Македонија, Љупчо Димовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Господин Димовски, неодамна промовиравте возила и опрема за гасење пожар, за шумски пожари преценени. За каде е наменета? Што се состои? Кој финансира пат? Да, тоа е резултат од проектот за прекогранична соработка помеѓу јавното предпријатие за одржување на повеќе наменскиот простор Јасен и општината Едеса или Воден од соседна Грција, а се состои во неколку видови возила за спречување на пожари и гасење на пожари. Вие знаете дека минатата година и претходно Јасен беше изложен на сериозни ризици. Да, летоска посебно. И големи пожари. И овој проект на некој начин оди во прилог на подготовките за следнава сезона, за која што се надеваме со оглед на временските прилики и хидрометеоролошката ситуација, дека нема да имаме таков обем на опожарување, зашто меѓу другото апелираме и на свеста на граѓаните. Може би е чудно за гледачите зашто вас ве прашувам за пожари, но набрзо ќе стане јасно, нели, патем каква е состојбата со ПП опремата на ниво на државата во смисол на механизација, лична опрема на пожарникарите, со луѓе, со механизација, летала, се. Не можеме да се пофалиме дека имаме екипирани противпожарни единици, со исклучок на одредени општини, можем да кажем за општина Кавадарци, за другите ставам голема резерва со оглед на навистина лошата состојба со техниката, со личната опрема, со професионалната опрема на пожарникарите, воопшто со статусот на пожарникарите. Леталата веќе се во делот на Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа се овие 3 ер трактори кои што ги имаме наменети за гасење на пожари, а овие хеликоптери што ги гледаме, тоа се хеликоптери од вингот на армијата на Македонија и од Министерството за внатрешни работи. Причината поради која сето ова ве прашуваме е затоа што вие сте задолжен за изготвување нов закон со кој ќе се изврши интегрирање на Центарот за управување со кризи со Дирекцијата за заштита и спасување во едно тело. Зашто се потребни беа измени во повеќе закони, нели? Планот ви беше законско решение кој ќе биде готово во пресет на летната сезона. До каде е тоа? Овака, јас сум задолжен од владата да го раководам процесот околу создавање на услови, а тоа претпоставува законско решение за спојување на двете институции кои што ги кажавте. Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. Ние одржавме 52 точно состаноци работни со повеќе работни групи, со стручњаци, експерти и така натаму, и обезбедивме огромни материјали, укажувања, записници, предлози и така натаму, кои што се однесуваат на Република Македонија, кои што се изготвени во НАТО, во Европската Унија и кои што имаат сериозни критични забелешки за состојбата во Македонија по овој дел. На крај, тимот што е во владата, околу мене, во рок од 7 месеци заедно го изготвивме законот. Тоа е законско решение од 20 глави, 265 члена и така натаму, кој што е фактички основата за трансформација на целиот систем кој што во моментов го имаме, а се грижи за справување со кризни ситуации. Меѓу другото, увидовме дека има одредени аномалии во актуелната законска регулатива кои што се конфронтираат со уставот на државата и ред други работи. Напорна беше таа работа, затоа што станува збор за прво за одговорност голема, а второ за поставување на систем кој што ќе гарантира дека граѓаните ќе бидат безбедни. И до каде е сега? Сега законот е готов и тоа е добрата основа за да се доврши со една посебна работна група од стручни луѓе, со представници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, нормално од владата, и кон крајот на месецот сето тоа да се заврши.
потоа следи јавна расправа, ние можеме веднаш да го реализираме тоа, но потребно е време, затоа што тој процес на спојување на институциите исто ќе бара време, подготовки и така натаму, не е едноставен. Затоа и оваа година ќе бидеме без ова законско решение, затоа што за таков краток период не е ни можно. Проекциите од експертите од странство со кои што се консултиравме не упатуваат дека тој период треба да биде 3 години. Ние го скративме на 2 години, да речем, неполни. И мислам дека од септември месец веќе ќе можеме да бидеме подготвени, да можеме да го ставиме на јавна расправа, па потоа да отиде на собрание на усвојување. Добре, значи уште една е летна сезона или сезона на пожари што стана популарно, ќе биде со две одвоени институции кои што ќе функционираат во справување со Да, меѓутоа ние секако нема да оставиме на случајот, туку како што беше и минатата година, веќе за понеделник ни е подготвен првиот работен состанок за подготовка за состојби како не тај Боже да се случат, како што ги имавме минатата година, да бидеме подготвени. Вие знаете дека минатата година ние адаптиравме и полициски и воени возила за да можат да бидат ефикасни во противпожарната дејност, и тоа и навистина многу ни послужија. Понатаму директорот на дирекцијата за заштита и спасување веќе ги има ставено во функција сите 3 авиони да бидат подготвени, така да состојбата многу повеќе се разликува од она што ја зетекневме кога влеговме во власта. Да искористам можноста да ве прашам за мислење за уште едно законско решение кое што предизвика бурна дебата во јавноста, ги засега дел од граѓаните, односно сите граѓани на еден или на друг начин, го засега бизнисот, го засега како што велат дискриминација, слобода на граѓаните, тоа е законот за спречување на пушењето. Кој е вашиот став? Ја имам специфичен став и дефинирано мислење кое што е познато. Јас сум за тоа дека треба да се регулира пушењето, не сум за решенија кои што се рестриктивни и сериозно ја загрозуваат слободата на човекот, равноправноста и приватноста. Не случајно ова го зборувам, затоа што Уставот со содржината на текстот на законот, според мене и според повеќе луѓе кои што се постручни во делот на правот од мене, Уставот е тангиран во членот 9, во членот 25, во членот 54, околу слободите на граѓаните, и тука треба предлагачот навистина да се заинтересира малку повеќе, особено околу одлуката 3906 на Уставниот суд, во кој што се дефинира равноправноста на продажбата на цигарите како сите останати производи, и мораме ние како предлагачи на законот, како влада, да се раководиме според тие одлуки. Од друга страна, јас оваа ситуација ја имав своевремено уште во 2011 година, кога бев министер за земјоделство и кога директно ги почувствував сите опасности кои што се однесуваат преку овој закон на производството на ориенталниот тутун во Македонија, но тоа ќе го оставам за страна да не ја возбудуваме јавноста. Меѓутоа, кај мене во изминатиот период доаѓаат бараат средби луѓе од бизнис заедницата кои што се засегнати, тоа се и тобако компаниите од надвор кои што се присутни во Македонија со своји производствени капацитети, кои што го шират производството во Македонија, но и од угостителскиот сектор. Овој закон има, меѓу другото, и социјален елемент, финансиски елемент и економски елемент. Работењето на угостителскиот сектор се очекува дека ќе биде намалено со оглед на намалениот број на гости според решението за спречување на цигари и така натаму. Ја не ја спорам грижата на предлагачот на законот за здравјето на граѓаните, но ние проблемите мора многу пошироко да ги гледаме за да се заземат исправни ставови. Реакцијата е следна. Може да ни се случи намалување на прометот, речем, во објектите, а со тоа и потребата од задржување на персоналот кој што работи.
па да ни се случите персонал да отиде во Хрватска или Црна Гора, како што е праксата. Понатаму да се намали набавката, односно трговијата со прехранбени производи, пијалоци, земјоделски производи и така натаму, тоа ќе се одрази во економијата. Намален промот, помалку финансиски средства, помалку даноци во државата ќе се намали значи средствата, износот на средствата кои што влегуваат во буџетот. Затоа сметам дека треба да се гледа во правец на контрола на сетиот тој процес, односно со лиценцирање на објекти угостителски, каде што нема да биде незабрането, тој е многу груб израз, дозволено да се пуши, објекти каде што ќе биде просторот поделен на два дела, едниот дел каде што ќе се пуши, физички, а во другиот дел каде што ќе биде дозволено да се пуши, тогаш ќе има и поставено специјални системи за проветрување на воздухот, каде што нема да се осеќа димот и каде што, например, за 25% би биле повисоки цените. Овој пример, не случајно го наведувам, тој е примерот за работењето на угостителски објекти во Германија. Да, го имаме. Тој слушате, морам малку за политика да ве прашам, кога сме веќе тука околу околу различни ставови. Што следувате? Каква е состојбата во владата после последната препирка на релација вреди знам? Не би го мислите на 20 министри за европски прашања. Да, на Игор Филков и на министерот Сави. Нема, мислам, атмосферата е мирна. Значи, владата нормално си работи. Ја послушаа пораката од премиерот тука дека завршува дебатата? Затоа што, и тоа е мојот став, затоа што премиерот во почетокот кога е мандатар, тој сега е премиер, но во почетокот кога е мандатар за составување на владата, довија предлози од сите политички партии кои што се дел од владата, предлози за поклопување на одредени министерски места. Тој го врши изборот и тој е тој кој што се прашува дали е задоволен или не е задоволен од работата на министерот. И тој одлучува дали има потреба да му се заблагодари на соработката или понатаму ќе се работува, а не... Без обзир на, како што велика, сами вреди ќе кажа кој ќе биде министер. Мислам дека тоа се зборови одвише и не добро, или моментот не е добро избран за да се кажат. Во контекст на реконструкцијата што ја најави премиерот оваа пролет, што сметате вие? Како сте вие како лидер на СПМ задоволен од вашите кадри кои што учествуваат во програмата на владата, мислам во сите ешелони? Ние во партија на месечно ниво ги анализираме резултатите од работењето на луѓето кои што се постав на предлог на Социјалистичката партија дел од извршната власт и можеме да кажеме дека сме во целост задоволни со работата, доколку има одредени замерки на некои од нив, ќе седнеме, ќе разговараме и ќе донесеме заедничко решение со премиерот, односно со нашите колеги од коалицијата. За разлика од политичките односи со Бугарија, гледаме дека економските и натаму се подобруваат. Последно е ратификувањето на договорот за железничкиот тунел од страна на Собранието во Софија, иако е Бугарија во предизборен период. Па што очекувате да се случи по изборите? Каде Рубен Радев, да бидеме искрени, е сериозен кандидат за премиер, подобрување или влошување на состојбата во однос на евроинтеграциите? Статус кво, мислам дека ќе биде. Имајќи во предите денешната изјава на претседателката на Бугарија, која што е дадена во Михен, ние инсистираме билатералните прашања и проблеми, тоа не е проблем, тоа е проблем за Бугарија, не е проблем за нас, што они имаат нерасчистени работи околу историското минато. Не сакаме да бидат дел од македонскиот процес за полноправно членство во Европската унија. За жал, состојбите се такви. И ние инсистираме и понатаму, и како партија, и како влада, на ставот дека уставните измени со гаранции дека повеќе нема да има барање од бугарска страна, се последното нешто што на што можеме да се согласиме. Уставните измени за бугарите
во уставот, но со одложено важење после влегувањето, зачленувањето на Македонија во Европската унија. Тоа е вашиот став како партија. Добро. Доколку ова остане сега, како што е статус кво, ситуацијата, какви се вашите проекции, има ли решение излез од оваа ситуација? Гледате како светот драматично се менува. Повеќе не наликува на оној светот пред година дена, особено не пред 10 години. Да. Нашиот предизвик е полноправно членство во Европската унија, да бидеме равноправни, за да можеме да им ја обезбеди на полесен и побрз начин благосостојбата на нашите граѓани. Но во исто време ние ги развиваме нашите релации со останатите држави во светот, особено со стратешкиот партнер Соединетите Американски држави, еве и после вчерашниот договор за намалување на царините, доволно оди во прилог на тоа дека таа соработка што имаме воспоставено со Соединетите држави од ден на ден се повеќе се интензивира. И ние точно е тоа дека сакаме да бидеме дел од европското семејство, но паралелно дека тоа не се случи, ги развиваме односите со стратешките партнери, со државите кои што ни се наклонети и со кои што можеме да развиваме поинтензивна соработка во корис обостран, и тоа и го правиме. Љупчо Димовски, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител, ви благодарам. Ми беше задоволство.